И во последната осмина од денешното утринско дружење говориме за нешто многу интересно, за нешто за кое досега не сме имале прилика да говориме, за сите активности на педал клубот во Македонија, кој што и негува еден воден спорт, кој во Македонија верувам дека не е премногу познат, но има љубители и фанови кои што и текако со огромно задоволство стоечки веслаат на даска. Нели, Дамјан, убаво го кажав на оваа тема, наш денешен гостин е Дамјан Петрески од Педал клубот, кој што ќе ни каже за престојните активности и за еден многу интересен настан кој што ќе се случува во Охрид. Прво, добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Так. Јавноста може би слушнала, може би видела одредени фотографии, видеа или нешто на интернет, но не знам колку мина се пак информирани од нашата публика дека тоа кај нас функционира и дека на Охридското езеро се подготвува еден прекрасен голем настан. Да, овој пат за трет настан кој го организираме на Охридското езеро. Ние како клуб работиме низ цела Македонија, низ вештачкиве и природните езера, но овој како најбарано езеро и како најпознато кај нас, таму решивме да го направиме овој најголем настан, каде што и реално најмногу учесници може да привлечеме. Првото издание не беше 2021, каде што најчесто беа присутни нашите членови, па имавме пуштено барање на гости кои се заинтересирани за ваков ендуранс, да не речам, начин на преминување на Охридското езеро. Имаме активности на сите езера, најчесто пошто сме клуб од Скопје работиме на Скопски езера, на Козјак и на Матка, а за викенди најчесто шетаме по други езера. Имаме отприлика 8 настани со нашиот клуб, но најголем настан е овој Охридското преминување со даски за стоечко веслање и у принцип ни организирам баш лето каде што сите би можеле и да видат и да се запознаат со овој спорт. Стоечко веслање 26 километри по Охридското езеро. Ај за почеток пред да се преселиме во Охрид, кажи ни прво што значи името на клубот Педал. Педал дека се користи можеби весло за придвижување на самата даска, така и мислам за разлика од можеби сурф каде што оригинално почнува овој спорт да се развива. Луѓе почнале да користат весло за придвижување, за полесно фаќање на бранови. Неколку категории можеби различни има за овој спорт, но ние практикуваме веслање на мирна вода. Во принцип пробуваме идеални да бидат условите за да немаме некои тешкоти. Ветришта, да нема ветришта. Мислам дури и за самиот настан многу тешко да организираш нешто вакво година унапред, кога зависиме многу од временските услови и тие диктираат дали ќе влеземе во вода или не, конкретно за нашава категорија каде што се бара баш онаа мирна вода, доколку има грмотевици, доколку има бранови, доколку има дожд, избегнуваме да влеземе во вода, секако и самиот ветерот над 10 км на сат, пробуваме да не ги внесеме луѓето во вода. Отприлика има 3 категории на оваа година за веслање, тоа е трка за професионалци и аматери, а имаме и организирано и авантура која ни е најголемиот и најпознатиот формат што луѓето најчесто доаѓаат, бидејќи повеќето од нив се рекреативци, и овој 26 километарски формат е баш за рекреативци, луѓе кои не се толку запознаени спорта. Конкретно оваа атлантската година видео што го гледаме во моментов, имаше тројца луѓе кои прв пат се качуваат на даска и го поминаа без никаков проблем, иако да речам за многу луѓе делува 26 километри многу, се почнува негде Светинаум, се завршува Охрид и у принцип поминуваме цело време покрај крајбрежје и баш најубавите делови од Охридското езеро ги гледаме. Фантастично. Навистина предизвикувачки, многу инспиративно и многу вака моќно изгледа сето ова. Колку години, колку време се негува овој воден спорт во нашиве простори? Ние оваа сезона конкретно почнуваме за 40 дена отприлика на 15 април секоја година го почнуваме, завршуваме негде 15 октомври, а оваа година ние 8 сезона како работиме во Скопје. 2015 почнавме, имаме отприлика 15 до 20 члена во текот на годината со кои ги развиваме овие активности и го шириме овој спорт низ држава, бидејќи кога почнавме буквално луѓе ни се смеа мислејќи дека доаѓаме да сурфаме, а на наши езера нема бранови, као дечки зашто сте дојдени тука, немаме ние бранови, немаме ветришта, нема може да се сурфа на овие езера, а ние баш го бараме она спортивното, да биде мирна водата, да може да уживаме. Посебно бидејќи овој спорт се негува кај нас, уште е рекреативно, не е од тој спортски карактер што и самиот показател дека пријавените професионални тркачи ни се сите од странство. Немаме кај нас. Имаме 20 на аматери пријавено, тука е мешавина на странци и наши, а на оваа авантура од 26 км рекреативна ни се буквално 50% поделени на странци и македонци. Имаме отприлика 70 луѓе кои се пријавени на авантурата, а вкупно имаме 90. Лимитирано ни е самиот настан поради сигурnosни причини на 100 луѓе, така да у принцип
мислам дека и оваа година ќе биде така успешна како минатите две, бидејќи и на првото издание и на второто издание буквално сите кои се пријавија го завршија. Лани дури имавме и 10 годишно дете кое го заврши, што веруете за толку мало дете и лјадници за веслеи долж целото езеро е многу, посебно кога трае самата активност од 7 до 8 сати. Да. И буквално без никаков проблем, дури беше онака ентузијастичен да се врати наназад, мислејќи истата дистанца да помине наназад, али повеќето истото искуство го имаат, бидејќи баш се прави со неколку паузи, посебно рекреативното преминување, се прави со неколку паузи, се бањаат луѓе, се освежуваат, така да цело време. И колку часа од прилика трае оваа авантура на 26 километри да се превесла Охридското езеро? Доколку е до 10 км на саат ветерот, дозволува да има некое темпо што може да го следат и почетници, да речем. Така да доколку е над тоа, воопшто и не го организираме наставно, туку се преместува за ден претходно или за ден подоцна. Од прилика 7 до 8 часа е самото преминување, зависи колку пати се застанува за пауза, иако имаме 8 точки за застанување по самото езеро. Најчесто луѓето знаат да застанат малце повише или закаснеле, па тој што ја контролира целата група, лани беше 40, оваа година ќе биде 100, така да тој го диктира темпото, само што ќе се групираат, продолжуваат, така да на 8 точки се застанува и у принцип тоа зависи, дали негде ќе се задржи 5 минути плюс или минус, го раздолжува. Да. Што е друго битно во пропозициите, кажавте дека на 8 точки се застанува и може да се прават паузи. Паузи колку сакаме или колку е пропишано според пропозиција? Во принцип се следат инструкциите. Ова преминување рекреативно се прави групно, така да заради сигурностни причини. Не се одвојуваме од самото крајбреже 50 метра оддалеченост, така да е некој можеби продолжен дел на езерото што може многу лесно да се скрати и да биде 22 км или 21. А малце не се 4 км, се разбира. Не се 4 км, али толку се интересни паузите, да тачно кога можеби се уморил малце, се освежуваш, сепак и у лето, ќе се избањаш, ќе се освежиш со вода, со сок и си продолжуваш по истата рута, со тоа што последниот кој ќе пристигне, застануваме 5 минути пауза за јони да одморат, па пак продолжуваме на следната точка за застанување. Во секој случај се на најубавите, да речем Свети Заум, да се Трепејица, да е заливот на Коски музејот, мислам баш така ги гледаме најатрактивните делови на Охридското езеро. Дали овој спорт е само летен спорт, дали само во лето може да Конкретно се практикува? ние го практикуваме пролет, лето и есен, зима само со членовите, бидејќи треба соодветна опрема. Зимно време, доколку не сте во неопренско одело, хипотермија, не де Боже да паднете во вода, хипотермија знае да настапи и помалку од 15 минути, доколку не најдете топло место и да се загреете. Мене ми се случило конкретно и во летно време на матка да се изненадам од колку е ладна водата и од такви грчеви да не можеш да си го смириш телото за да веслаш. Така да за тие не де Боже ситуации, секогаш треба да си соодветно спремен за да можеш да ги правиш активностите преку цела година, со тоа што, како што кажав и претходно, само со членови го правиме тоа, немаме активности и обуки за од отворен карактер за луѓе да бидат. Многу мина додека ги гледа инсертите, па еве јас си поставив во себе си веднаш прашање, Боже, кој знае колку е време е потребно да застанеш на нозе за да можеш да се исправиш на даската и да не паднеш, да не паѓаш континуирано да паѓаш. Колку временски период е потребен за да направиме некој баланс и за да се почувствуваме дека сме на некоја природна добра средина која нема да ни направи? Во принцип ги бираме идеалните услови, пошто знаеме отприлика можеби не 90, ама 80% од луѓето ни се прв пат се качуваат на даска и ги правиме обуките за некој што можеби иако изнајмиле негде не се исправиле, седеле на колена и веслале. Така да секогаш ги почнуваме обуките на колена. Имаме некоја си 10 минути објаснување на сигурностни причини кои треба да се запазат дok сме на даска, 15 минути отприлика на секој различно му треба, ама отприлика 15 минути седиме на колена и ги учиме техниките за веслање за да може да се придвижиш низ вода и потоа се исправаме кој како си добива сигурност за да може да се исправи. Веруете, можеби ако еднаш ни се случи и најчесто е кога луѓе се у друштво дојдени се удираат со даските за зафрканција, се удираат со веслата за да си направат забава, се прскаат или нешто така, па така да паднат. Па не паѓаат. Така да паднат. А луѓе да кога слушат инструкции, кога ги пратат инструкциите без потешкоти се исправат и воопшто не паѓаат. Така да мислам не доаѓаат и многу мали деца и многу возрастни луѓе и немаме никаков проблем со тоа, а најчесто е таа мисла кај луѓе дека готово, се качам, немам никаква позадина спортска, дали ќе можам да издржам, а веруете
секакви луѓе ни доаѓаат и сите се исправаат. До сега не ни се десило некој да рече не можам, ова е дечки премногу. Да, што е најважно? Дали е можеби психофизичката состојба, дали е килажата, дали е возраста, кои фактори најмногу влијаат за ние брзо да застанеме на даската и да не паднеме до крај на Мислам дека доколку си има соодветната опрема за соодветен човек, дали било дете, дали било потежок човек, дали било повисок човек, да си има правилно весло, да си има соодветна даска што ќе издржи таа килажа за да ги нема тие дисбаланси во текот на самата обука, нема да има никаков проблем. Така да доколку се запрети тоа дали купувате за себе опрема или дали одите да изнаемувате, да биде соодветната опрема за вашата килажа, вашата возраст или за вашите потреби. Дали имате позадина некаква спортска, дали немате, за да се земе соодветна опрема да може да ги изведете овие активности на правилен начин или на позадоволен начин за вас како превенција. Денеска е 2 март, но дали веќе е започнато пријавувањето или кога ќе започне пријавувањето за оваа голема авантура предеслување на Охридското езеро? Ја започнаме уште лани, веќе имаме 90 пријавени ние на 100 луѓе лимитиран настанок, што туку завршиме пошто до февруари не беше она рано пријавување, така да веќе почна регуларното, пошто ги правиме веќе и нарачките за маиците, за медали, за пехари кои се доделуваат на самиот настан и во принцип веќе ни е горе-доле заокружена бројката, но секако би поканил сите заинтересирани да не исконтактираат, ако не за ова, можеби за следното издание или за можеби некој од други езера кои ги посетуваме на издржава. 95 би рекол, но се поделени во 3 категории, така да секојаш има простор за проширување. Тоа ни е некој лимит ставено за колку може да се пријат заради сигурности причини кои сакаме да ги запазиме, да не биде дуплираме бројка на луѓе учесници од ланската година, а да не може да ги запазиш сигурносните мерки. Не пратат екипа од Црвен крст, спасувачи, луѓе што може да пружат прва помош, имаме не следат со кајчиња и со чамци во текот на преминувањето и на самата трка, така да цело време се гајдите со луѓе покрај нив специјализиран тим кој може да помогне за не да боже да се случи нешто и реално ги бираме во вистинските услови за да може да пружиме едно искуство кој буквално сите би го завршиле или би имале супер би си поминале на настан. Многу ме интересира, сакам да те прашам, ние не сме некоја многу голема земја по територија, па ниту по жители, но имаме се на се заедно со природните и со вештачките езера не повеќе од 10. 14 ние ги посетуваме, 8 езера во текот на годината обавезно ги посетуваме, ни почнува сезоната 15, претходно 1 месец имаме како пред да почне сезоната едно опуштање на мускули, што би рекол, или секое убаво време кое е посебно сончево како сега, знаеме се пуштиме на езеро со членовите, али во секој случај почнуваме на некое различно езеро, не во Скопје, Охрид, Маврово или било што. Лани конкретно го почнеме на Глобочица. Оваа година сега го правиме планот за каде да почнеме, бидејќи лани Глобочица ја фативме. Глобочица е едно од поубавите езера, морам да напоменам, бидејќи е со константен водостој. И за разлика од другите вештачки езера има период кога може да се посетат и кога се атрактивни за ако ништо друго за да се разгледаат пошто ги весламе долж самото крајбрежје на сите езера, кај нас е кањонски повеќето, па можеш да искочиш во било кој момент, не да боже се сменат временските услови или не да боже има некој инцидент. Но мислам дека оваа година би го смениле стартот на сезоната, барем на кое место би почнале, со тоа што конкретно лани бевме на Калиманци у правиот период, негде мај, почеток на јуни, каде што уште е полно со вода пред да се пушти за по линијата да се наводнуваат. Така до принцип доколку изберете правиот период од годината и многу поубаво ќе си поминете на повеќето од езера како Козјак, Матка, Тиквешко или било кој од езера што ги имаме кај нас. Така, се што ни преостанува е да ви посакуваме многу среќа, многу повеќе заинтересирани во иднина да расте овој спорт и да добие еден убав надпреварувачки меѓународен карактер каде што ќе можеме да се пофалиме дека и ние имаме луѓе кои ја сакаат оваа авантура, ја сакаат природата, водата и успешно балансираат во овој спорт. Би се пофалил, оваа година имаме некои 14 држави учесници, очекуваме да има максимум 17. Дури надвор од Европа имаме од Малезија, конкретно вчера ни контактираше човек за да извади виза од Пакистан. Мислам имаме од различни држави кои ни присуствуваат и се надевам дека само ќе расте бидејќи само гледаме некој пораст низ години, 8 година работиме, така да само нагорна линија иде спорт. Дамјан, секоја чест и благодарам за ова утринско гостување. Преговоривме за нешто многу убаво кое што навистина верувам дека ве инспирираше и ве мотивираше доволно.